Составен дел на завршната сметка, освен белешките и данъчниот биланс, кој може да го припремате и во програмот. Значи 2019 година, фирмата, финансии, Алиса, завршна сметка, XML. Доаѓаме во прозорот на завршни сметки, прв рефреш, обовезно. И одиме во последното, ДБ, данъчен биланс. Данъчниот биланс е табела, поново, од 70 реда. Оваа табела има редови кои содржат формули или кои земат вредности од билансот на успехот, или меѓузбирови од истата табела во која се наоѓаме. Имаме бели полиња во кои треба да внесеме формули, по кои формули треба да се земат вредности за да се внесат во табелата. Кога ќе ги припремате формулите, треба да имате во предвид дека овие формули треба да важат за сите ваши клиенти за сите години. И е вака, например, ако овде ми треба некој конто, вредностите од некој конто, например 4010, можам да ставам должи или побарува. Значи ова е само презентација. Вредноста од тоа конто од финансии се префрла во полето износ. Имате препорачани формули кои може да ги активирате ако сакате. Овие формули не се применливи кај вас директно, бидејќи секој сметководител си има специфичности за аналитиките. Значи, надоместо на трошоци на вработените, што не се утврдени по член 9 и така натаму, користите некој конт. Ако сакате тоа на оваа формула да преземете, можете горе со одвоен клик се префрла долу. Ако имаше вредност за тоа конто, ќе добиевме веднаш во износ. Можеме и сите формули да ги преземеме, сите препорачени формули, претходно припремени од колешката Данче, значи во поставености, дозволена манипулација со цел документ. И сега, ако кликнеме превземи препорачени, ќе не ги префрли препорачените формули. Овде имаме една интересна ситуација. Трошоци за репрезентација, ако се признаени 90%, еве може да ги искористите вака. По вредностите за контата по 0.9. И ако имавме вредности на ова конто, веднаш ќе се пресметаше математиката по тоа конто и овде. Со преземањето на формулите, веднаш имаме и вредности за некој конто. Можеме да направиме и наши вредности. Значи вака сега. Одиме во, ако сакаме директно да направиме внес, одиме во директен внес и директно може да внесеме одредена вредност. Например, 12.960 и овде ако ставиме 4000, кога ќе се вратиме кај формулите, еве ги имаме веднаш овде. Независно што ова поле ја нема оваа вредност. Меѓу збировите се рекалкулираат. Или во моментот, или кога ќе се генерират екселските или XML файловите. Значи, можеме со директен внес по желба да внесеме што сакаме. Меѓу збировите не треба да ги чепкаме, бидејќи тие се автоматски рекалкулираат. Кога ќе сме готови со данъчниот биланс, можеме да си направиме Excel файл, но треба да го имаме файлот db.xlsx и да биде сместен во CMyGPM завршни. Одиме на страната на MyGPM, во Services, во XLS, го симнуваме Excel файлот, го отвараме, го бараме db.xls и ќе го екстрахираме, екстракту во C, MyGPM, завршни. Океј.
Да видиме што сме добиле. Ако сега кликнеме XLS, добиваме Excel файл со пополнети вредности. Овој си е веќе во фолдерот за таа фирма за таа година. Овој Excel файл во принтабилна форма, но за нашите потреби ни треба XML со кој што овие вредности овде добиени ќе ги аплодираме на веб страната на Централниот регистар. Со клик на XML се генерира файл DB, се сместува во фолдерот за завршната сметки, значи UEP образци 2019 фирмата. И овој файл, кој ќе отвориме Централниот регистар, комплетно можеме со пасте да го аплодираме. Значи си ги има сите елементи потребни за импорт за предност на вредностите. Тоа е се за данашниот биланс.